Стадион. Емисија за вашата вистина. Бугаевски, ајде, уставобранители, кои се уставобранителите? Тепаните или тепачите? Сигурно тие што тепа не може да се наречат уставобранители. Значи, вие насилно да влезете во домот каде што е пишуван тој устав, да се обидете да ги тепате или да ги убиете, оние кои што самите граѓани ги одбрале да го спроведуваат тој устав, може да се нарече секако, само не може да се нарече бранење на уставот. И морам да признам дека многу ме вреѓа кога токму тие што највеќе ја застапува идејата за протестите кои што резултираа со влегување во собранието, тепањето и обидот за убиство, денеска не сакаат да разговараат за тоа што се случило. Го слушам Богдан Прејаска како кога се јавува гледачот и подценувачки вели да тепат, да убиваат и така натаму, немам што да разговарам со тој човек. Не се согласувам со тоа. Па збореше човекот дека ние сме убиле човек на прослава на избори. Мислам, го знаеш калибарот на таквите дискутанти. После ти го рече дека не сакаш да разговараш, рекол се повика на тоа да тепа добиваат претенции, јас немам што да разговарам. Не, тој дел, окей, можда не сум го чул разменувајќи реплики, полесно е да слушаш на радио отколку со слушалки и себе си. Во тој случај ајде да разговараме за тоа. Ајде да разговараме. Там велиш дали уставниот суд е уставобранител? Дури сме на темава, бидејќи после ќе одиме на друга насока. Е највисока линија на уставобранител, ајде да се вратиме на протестите што ги Не, те молам да довршам само, ќе се вратиме на протестите. Ако е, да, точно е највисока, не највисока, единствена институција која што нели треба да проценува околу уставноста или не на постапки. И знаеш дека веќе 5-та година почна од нашата представка за изборот на Талат Џафери. Ја нема никаде. Епа, бидејќи не мислам дека има доволно основани да се расправа тоа, Богдане. Молам? Не мислам дека има доволно основани да се расправа. Тогаш се отврла. Не, тогаш се отврла иницијативата. Да. Ако не мислат дека има основ да се расправа. Не, вака, Погоевски, само да го прашам, ајде да престанеме да менуваме теми со уставниот суд што прави или не прави. Мојот став Не почнавме со уставобранители, јас само амандмански интервенирав. Ајде да се вратиме на протестите. Велиш дека влезот не си го предводел, ти си предводел само протести и така натаму. Извини, имам елементарно непознавање на тоа што значат и што треба да значат протести. Значи, ти имаш големо протестно искуство и многу добро знаеш дека за секоја последица на протест, доколку организаторот не ги преземе потребните законски дефинирани мерки, организаторот одговара. Да, меѓутоа не одговара за тероризам. Секунда да го довршам. Извини, окей, ајде. Дури и вие да не сте го предводеле влезот или инициирале, со што стварно не се согласувам. Што направивте вие како организатори на протест да го спречите влез? И ангажиравте редарската служба која мора да имате согласно закон за да ги спречи да извршат противзаконито действие. Сосема формулавате зашто тие луѓе треба да одговарат. Ајде да зборуваме за вашата одговорност како демек граѓански активисти и за вашата обврска да спречите вршење на кривично дело за време на протест. Или барем да се обратите до полиција и да побарате помош во тоа спречување. Што направивте вие бу? Откако се појавија првите знаци дека луѓе сакаат да влезат во собрание, што направивте за да го спречите тој влез? Знаеш што направи? Вода им носеше, како што велиш сами. Ништо не направи. Ќе завршиш, кажи, не сакам да те прекинувам. Проведувате инструкциите на вашиот шеф, сега веќе храбриот бегалец Никола Груевски. Повелите молам, што направите за да спречите? Вака, прво во однос на организирање протести, се ако лицитираме со искуство, не искуство, смисол, нели, ти имаш твое искуство. Правото на јавно собирање и искажување собствен став е уставно загарантирано, мислам член 19 од Уставот. И во Уставот дури не ни стои дека ти мора да го пријавиш протестот во полиција. Не се. Што сторивме откако се појавиле индици и така натака, предпоставувам ме прашуваш, бидејќи ти предпоставуваш или отпосле си гледала, јас знам. Во моментот кога се префрла оградата, јас сум во жена борец на таа импровизирана бина која што имавме, со главата во раце, бидејќи бев обкружен од 20-30 луѓе со разни муабети, ајде, кажи ова, направи ова, речи ова, речи. Сам луѓе учесници кои што беа вознемирени во моментот, најмногу ради пеењето на туѓа химна во собранието. Кога видов дека се префрли оградата, во тој момент сватив дека работата излегла од контрола. Иако во тој момент немав ни представа
дека може да се влезе во собрание. Јас не ги знам братите каква заштита имале, дека тенк не ги руши ако не се отворат. Тоа се работи ја што ги дознав на суд. Но веќе во како што и ти си бил во шок, не сакам да правам споредба, но чисто да укажам дека на тој ден имало и други луѓе во шок на различен начин. Јас не се уплашив во моментот за својот живот и не тврдам дека треба да се изедначиме некако, не јас и ти, него човек надвор и човек внатре, но состојбата на шок имав јас. Јас на крајот на вечерта не можев да зборувам. Значи буквално седев со одземен говор, бидејќи ми беше надвор од умот сето што се случи, не можев да сватам зошто се случи, како се случи, и во одредени моменти во текот на денот. Океј, тоа опаските, носеше вода, носе вода, бидејќи јас влегов внатре од страв дека некој може да скрши некоја врата или прозор. Тоа беа моите најлоши стравови во моментот. Влегувајќи внатре, А налет да е врата и прозор, да не убие некој, да не натрпа не ни помисли, Столе. Не ни помисли, бидејќи Јас само го чекам. не знаев. Кажи пе. Јас само чекам да завршиш, па после ќе се. Добро. Не знаев во моментот, не ни претпоставував дека кој каде е во собрание. Таа пресала не знаев дека постои така натака, нити па дури сум натре, јас гледам голема група на луѓе кои што одат горе. Ако сум видел, ќе сум се качил да видам што е. Натре на 40 и кусур степени ми беше страв да не ми колабира некој од луѓето кои што беа влезени. Имаше доста повозрасни и затоа им носе вода, да, и ќе им носам вода на сите луѓе на кои што ќе им треба вода во секоја можна прилика. И ми се смешни тие фори пуштање, ти носеше вода. Јас со тоа не се амнестирам од некаква одговорност, но да имаше некоја постапка афера, еве, дури и според твоиве полужестоки гледања на нештата, требаше да се утврди кој каква одговорност има. Има или нема редарска служба. Па дали е тоа или не е поврзано со полицијата. Ево јас да ти кажам, рачунам дека ако има некој нарушување на ред и мир, би требало полиција да одреагира. Од друга страна, полиција може да ти рече, ние имавме оперативни сознанија дека дента не се планира, нема сознание дека некој планира нешто. И ние ги обезбедувавме протестите со ист капацитет како и претходните денови. Дури Митко Пешов, кој што е началник на ЕБР во моментот, бара да му се остапат половина од делегираните полицајци кои што треба да одат на Вардар Фленсбург, 25, бара 10-12 пред собрание да ги има таму како на располагање, за да не биде само со 20 души. Значи, една е вистината, други се емотивните или политичките конструкции на она што се случувало. Јас од она што сум го видел, чул, тврдил, но и знаел за себе, како дел од обвинението, патем ти зборуваше на почетокот за нашите различни политички гледишта и така натака, тоа не било причина да не си кажеме здраво. Јас мислам дека е причина да си кажеме здраво, тоа што ти знаеш дека јас нити сум планирал, нити сум извел нешто што било опишано во обвинението. Не мора да одговориш на ова воопшто. Сега се разбира дека морам да одговорам, бидејќи ми велиш дека знам. Добро, ајде, сакам да го пуштиме бугарски. Повели. Дека си бил свесен многу повеќе, не знам таква работа дека ти кој што велиш дека јас мислам дека не си го сторил обвинението, напротив, мислам мислам дека си бил свесен за својата улога. И тоа што највеќе боли ти. Што значи свесен за својата улога, па? Ако може да добро. Без политички филм да го остави да каже после ќе дека точно си знал што правиш и која е твојата одговорност како организатор на протест. Дека сум знаел дека ќе има влез во собрание и напад на пратеници. Тоа го тврдиш. Дека точно си знаел каков ефект имаат твоите зборови и твоите протести. И точно си знаел која е твојата законска одговорност како организатор на протест. И ти цело тоа се обидуваш да го спуштиш на ниво на политички чувства. Не зборуваме за политички чувства, Боби, зборуваме за правни квалификации. И тука мора да се разјасни работа.
Ти велиш дека полицијата е должна да реагира во случај на нарушување на јавен ред и мир. Да, полицијата е должна да реагира, но исто така организаторот на протест, без разлика дали ќе го најави или не, е должен да организира редарска служба. Која што редарска служба, доколку има нарушување на јавен ред и мир, прво треба да се обиде да ги смири, а доколку не може да ги смири, е должна и обрзана да реагира кај полицијата. Колку членови на вашата редарска служба, доколку воопште имаше, реагира кај полицијата. Беа зафатени со обезбедување на канцеларијата на Ѓорги Иванов, нашите редари. Да не ја запали некој. Аха, добро, окей. Значи, година и куш после царена револуција, вашите редари беа зафатени... Па јас циничен сум визави редарската служба и протестите. Овие паралели се основниот проблем, зашто ние како држава после 5 години воопшто не можеме да се договориме што воопшто се случило, а не па да научиме нешто од тоа што се случило и да одиме напред. Ама овие паралели мои се само реакција, Пајо. Ако може да довршам, без разлика што јас и ти имаме погрешни мислења за правната квалификација за тоа што се случи на 27 април, мислам дека можеме да се согласиме дека тоа што се случи, односно крајната манифестација, не смее никогаш да се повтори. Апсолутно да, тоа милиарда пати кажам. Дека сега се расправаме што воопшто се случило, не спречува како нација, не спречува како држава и не спречува како луѓе. Тоа еднашка за секојаш да го апсолвираме, да го ставиме зад нас, тврсто да го осудиме и да се осигураме дека нема да се повтори. Добро. А паралелите и форите се бројни. Прво ќе се повикам на тоа што викаш пората со водата, дека си носел вода и ти реков ми рече. Значи да, на социјалните медиуми тоа е пора. Но јас го зборам од аспект на правна квалификација. Бидејќи во истиот момент ти кога како организатор на протест ќе се прикачиш на местото на сторување на кривичното дело и нема да преземеш мерки за спречување, туку напротив ќе донесеш вода, што е мерка за помагање, ти дечко си го најмал рака соучесник во тоа дело. Правиме мовет за голата правна квалификација. Другите паралели, прејас како човекот кога столе прочита твит кој што зборува за твојата наводна платеност за ангажманот, ти се насмеа и рече од типот на уште за Мачаров дискочи дека земал тендер од 500.000 евра. Па Мачарот нема таа што гаташе, земаше народни пари, така? Гатачката на Никола Груевски. Тоа е проблемот со паралелите, тоа е проблемот со карикирањето на секоја траума што ние како држава имаме поминато. А вие... Не разбирам гатачката, алузијата. Не сакам да ми звучиш на... Алузирате, релативизирате и така ја ширите вашата пропаганда. Затоа, ние 5 години подоцна не можеме да се договориме што точно се случило на 27. И тоа е нешто што ќе не осуди да го повториме, не да Боже, за 5, за 10, за 15 години. Ако може сега. Знаеш зашто не може да се договориме? Затоа што има вака, Богоевски, знам дека си зафатен, треба да продолжиш со активности. Ај, заврши па да продолжиме со бетен пост. Дебе во сабота ќе најде Пајо уште 15 минути да позборуваме, знаеш? Не, имаат обврски закажани од порано, имаат работилници. Повели завршува и Богоевски пак ќе продолжиме ние со бетен. Не, ако нема некој друго прашање, ја би завршил тука. И само би кажал дека треба еднашка за секогаш ВМРО ДПМН да престава да се обидува да собираат политички поени на работи кои што се уште премногу свежи во националното сеќавање. Треба еднашка за секогаш да си ги решат приоритетите и цврсто да стојат на тоа што го решат, а не едно да зборат, а друго да прават како што постојано се случува. Благодарам, Павле Богоевски, поранешен пратеник. Со среќа. Океј, сега ќе зборувам сам, ама тоа беше изборот на Пајо, веројатно, дека работилницата е поважна, а претходно... Не, него така е договорено. Мора да го почитуваме, тоа е две собра време, имаат работилници и рече прво дека нема да... Да, нели зборуваме за најгорливиот проблем, за темата која што не разединувала, не може да најдеме каршилак, прилика да зборуваме, да разговараме и стварно ние не сме разговарали. Доста од овие работи прв пат сега ги изборувам. Заради тоа ги правиме овие. Разбирам, ама и сега работилницата е поважна, најважната тема. Тоа зборува за пропагандистичкиот пристап во овие разговори. Бидејќи Пајо обожава да обвинува и да суди, со, нели, веројатно малку потолерантен кон мене во име на долгогодишното познанство кое што го имаме. Меѓутоа е малце, затоа сакав да е тука присутен и да разговараме. Како да ти кажам, кога еден прст покажуваш кон друг, има уште 3 прсти вперени кон тебе. Не може да постои мојата апсолутната вистина и се држам кон неа, за неа како пијан за плот и не постои ниту една друга вистина. Односно, бидејќи Павле Дента
бил нападнат, удиран во тие немили настани и тоа е тоа сега, бидејќи тој е жртва дента, една од жртвите, и се што ќе каже тој или ќе обвини некого за тоа, тоа е крајот на муабетот. Па другарката на Павле од Шарена револуција ни го пишуваше обвинението. А Павле е пратеник на СДСМ. Вилма Русковска призна дека била член на Шарена. Вчера гледав интервју со Петар Аневски, председател на Советот за обвинители пред неколку години, кој што вика, кога Вилма ја даде изјавата дека била дел од Шарена револуција, реков, човече, шо правиш ти, жено? Вика, го нарушуваш кодексот. Значи, некаков кодекс постои и некаков кодекс е нарушен. Јас имам огромен основ за сомневање, бидејќи она што го пишала за мене е лага. Јас знам дека е лага. Искра Печеска, Искра, како си? Колешке, добра ли си? Одлично, Столе, одлично. Малку подоцна, ние новинарите знаеме да спиеме така, особено за викенд повеќе, ако не сме на задача. Пред 12. Искра, со Бетмен ги имате тие проблеми, Струга, Охрид? Никогаш, напротив. Така е. Нашето познанство датира одамна и секогаш ми е задоволство да седнам со нека ми извинат гледачите, јас ќе му се обраќам со Боби, бидејќи одамна така е. Нашата дружба трае, иако не се согласуваме за многу работи, но тоа Ама на Боби му се лутеше нешто 7 април за последните јавни настапи за тоа кој е уставобранител, дали се случило тоа или не се случило? Не сме се виделе да поразговарам искрено, Столе, освен пред суд кога се гледаме, но лутење во се гледавме, Искра, молим те, Така се разбира. Но оно што и Павле го рече дека мора да седнеме да разговараме што ни се случи, па во таа смисла да расчистиме некои прашања, со оглед на времето, за да не одзема многу време сега, директно би го прашала Боби, во врска со темата уставобранители и неговата одговорност како организатор на тие протести. Предпоставувам, Боби, дека вие имавте и состаноци со тие луѓе и разговаравте долго време да ми објасните што всушност бранат тие луѓе. Не, немавме никакви состаноци. Јас на 27 април. Искра, 90% од луѓето ги запознав кога не уапсија. Искра, тие што влегува внатре, ти беше цело време во прес-центарот? Да, цел ден бев, да. Тие беа уставобранители, што беа? Видете, Боби сам кажа дека се осврнуваше цело време на уставот, на бранење на некаква демократија и така натаму, и сам кажа дека тој знае што значи да се влезе во собрание и символиката кога се влегува во институција. Во таа смисла, јас никогаш не велам за тие луѓе дека се терористи, меѓутоа дали се уставобранители не верувам, бидејќи тие со самото влегување во институцијата, собранието е највисока институција, со оглед дека сме парламентарна демократија, тие извршиле напад на уставот. Затоа во таа смисла го прашувам Боби, што точно брањаат тие луѓе? Со сета должна почит кон луѓето што биле таму, но и сам Боби кажа дека мнозинството ни прво не зна што е колумна, дали го прочитале или дали разбрале што точно тој зборува и на што повикува. Иска има еден друг проблем кој што вели дека ова сето што се случило не се случило. На суд не ве признаваат вас, новинарите. Како не се што случило? Требаше да бидете претепани, па како не се случило кога јас и ден денес 100 пати сум го кажала тоа јавно, ја и ден денес и за цел живот ќе се ги трпам последиците што ги носам. Пак велам, физичките последици и така ќе стисне човек заби, ама психичките исто ги разбирам, и тие луѓе што се во затвор се, за кои што Боби рече не се ги виделе децата, сето тоа е претажно. Во таа смисла треба да седнеме сите заедно. Еве како човек, настрана новинарството или новинар, еве како човек и мене најмногу тоа ме боли. Зошто се согласувам, Искра, и си во право апсолутно. Треба да се зборува за овие работи вака како што ти зборуваш, без политизација, без ловење поени, без носење води во наводници и така натака. Една работа само морам да те коригирам. 90% од луѓето знаат што се колумни, 10% не знаат. Еден конкретно човек. Иначе ова зашто го зборувате за слушателите, за непризнавањето на оштета, обештетување на новинарите од дента, така? Што мајка барале таму се? Искра, така ли беше? За новинарите тоа? Барале, знаете, јас сакам да разберам дали тие луѓе што влегува и што таа крв што... Не, за новинарите, така судот се однесува.
Судот така се однесува. Тука немам што да разговарам со Боби во смисла да барам одговорност, тоа веќе е работа за судиите и да разговараме со судиите и со воопшто да го поставиме на поинакво ниво во разговор. Оти како што размислува судот, крече, оди кај Боби, он нека ги плати оштета, он ги организираше протестите, он ја виновен за сето тоа. Не. Видете, Јас ќе речем оди кај Дирама, тоа што е направи тиранската платформа. Спуштање на тоа ниво воопшто нити ќе го спуштам нивото, нити би сакала да го спуштам. Тоа е веќе, ајде да не речем политизирање што го вели Боби. Затоа го прашувам што точно, дали луѓето знаат што точно бранат тој ден во собрание, на кој начин го одбранија уставот или го бранат. Ете тоа е. Искра Печеска. Фала ти. 24 вести. Јас вака ќе ти кажам, што ние иницииравме да се брани во наводници, бидејќи во суштина баравме да се брани изборната волја на луѓето изразена на изборите на 11 декември, каде што не постоеше тиранска платформа. Откако не ја отфрлија, баравме нови избори со истата цел да не се повторувам. Не повикувавме ни ајде да го одбраниме ова, ајде да го одбраниме она, во смисла ајде да влеземе во собрание и да правиме хаос. Такво нешто немаше. Едно што знам, дека атмосферата беше зовриена, беше испровоцирана во огромен дел од пењето на химната, луѓе. Не знам, луѓе што биле таму може да ви посведочат се. Не го измислувам заради уметнички ефект. Ова не е кон тебе, Искра. Така да, едно што ми се допадна како заклучок што можам да го изведам е дека дебатата дали се или не се уставобранители по функција е второстепена во однос на тоа дека заклучуваме дека не се терористи, а поради тоа се во затвор. Ненад, дали се слушаме? Да, јас се слушам цело време, да. Јас се извинувам прво што порано не те вклучивме, меѓутоа еве 5-6 минути имаме простор барем да го искоментираш сето ова што досега го зборувавме. Фокусот беше 27 април. Ова како втора кратка рунда на оној дуел од Канал 5 што беше со Богдан. Да. Видете, поздрав до вас и поздрав до Бетмен. Вака, прво сакам да почнам со една добра. Да не биде дуели, да не биде рунди, да не биде кој кого го Супер. Отепал или кој кого му кажал или што му кажал, значи прво да почнеме од добрата варијанта. Ја приметувам кај Бетмен во неговото зборување, кај Богдан, пардон, да не биде сега се прекари со надимци и така, кај Богдан приметувам една граѓанственост која е лирична, која е романтичарска, но морам да приметам дека во еден сегмент му верувам кога вели дека Господ нека ни е напомош, нели кога разбрал и кога слушнал дека цела е веќе легнат и дека е претепан и дека е во тешка состојба и не се знае дали ќе преживее, во тоа му верувам. Само сакам да кажам во кој контекст беше Богдан ставен. И повторно ќе се вратам на мојата почетна теза дека се работи за еден предатор кој што се викаше Никола Груевски и кој што ја инструментализираше сета состојба за да се појави 27 април. Значи 27 април не беше, како да кажам, не беше повод, него беше последица на сета онаа клима на насилство, на револт кој што го предизвикуваа груевистите во тие 10 години владење. Да не заборавиме дека нацијата, кога изричито зборуваш Македонија на македонците, има во себе моќ и сила да те направи еден инструмент во кој после ќе те гонат кривично, тоа се однесува на Бетмен, и после ти ќе бидеш еден вид enabler, некој човек кој што ќе го оправдуваш тоа злосторство, кој ќе креираш некакво алиби, ќе го нормализираш самото кривично дело кое е сторено, тоа стои во кривичен законник како се кучира собрание, и од различни причини не само што ќе дозволува како enabler, како возможувач на предаторот Груевски, туку ќе ствара услови за кривично дело кое има шанси повторно да се случи, а неговото однесување во јавноста, кај што сега он самиот се оправдува па како знаел, па како не знаел, па како бил понесен од романтизмот, од десничарењето и све тоа само ми дава до знаење дека тој човек и тие луѓе биле страшно инструментализирани и биле жртва на предаторот, на тој човек кој што е посилен, кој што ги држеше сите конци во својата власт,
Притоа, тој пуч не можеше да се направи без упад на државна безбедност. Мислам да не се занесуваме ние дека тамо обични граѓани кои што си ја сакаат својата држава без инструментализација на државна безбедност, ќе можат да влезат и ќе можат да прават такви злосторства, во кој, притоа да не заборавиме, они го направија најголемиот срам во историјата на оваа земја. Разбирате, значи во историјата на оваа земја тој пуч е срам за угледот на земјава, на граѓанственоста, на европеизацијата, ако сакате. Од друга страна, ќе бидам краток, пошто се прекина линијата некое време. Значи, не ми се допаѓа еден момент кај Богдан, бидејќи приметувам една несвесност. Тој не, како да не е свесен дека бил дел од еден језив злочин, кој создаваше услови за да ги оправда злосторниците и некако ги поништува, не ги поништува, него ги афирмира тие кои што се сега во затвор, затоа што не вели дека они се клучни па соучесници на тој еден злосторнички чин кој ги наведува да направат таков еден пуч, таков еден упад. Сега, терминологијата правна, дали се они терористи или не се, ја мислам, во некоја смисла дека они не знаат дека се терористи. И многу е уште пострашно тоа. Ево ова го кажувам во една граѓанственост, притоа не мислам дека јас со ова создавам некакви политички поени или глорификувам некоја политичка партија. Ми е неверојатна состојбата на Бетмен, односно на Богдан, се извинувам, зошто е толку несвестен и притоа он ја бара моќта. Денеска е он на радио, на релевантно радио, на канал 77 и од позиција на моќ зборува, нели он е релевантен, луѓе му се јавуваат, па го прашуваат како било, што било, и ти си во состојба да продолжиш да го негираш злосторството, да ствараш некакви алибија за злосторството повторно да се овозможи. Фрапантна ми е таа нечувствителност кај Бетмен и верувам и убеден сум после сите овие години дека Богдан е жртва на Груевски, како што беа жртва сите тие луѓе. Добро, Ненад, веќе немаме време да му оставиме малку простори на Бетмен да заврши. Бетмен, кратко на свет. Најкратко на свет, во однос на Ненад, се случил пуч, не се случи пуч. И се додека измислуваме работи дека се случиле, а не се случиле, не може да доиме до суштината на нештата. Второ, ние повикувавме на избори на самата бина. Некои пола саат пред да ескалира состојбата. Стадион. Емисија за вашата вистина.